Добар ден на сите. Почитувани присутни, да ви посакам добре дојде во Република Македонија, да посакам успешна работилница. Почитуван амбасадор Томан, почитуван Лукаш, дами и господа, најнапред дозволете ми да го изразам своето задоволство од одржувањето на ова прва во Република Македонија средба на земјите членки на Прашкиот процес. Средба која што нуди една, би рекол, од есенцијалните теми кога е во прашање миграцијата, а тоа е собирањето, анализата и споделувањето на миграцијските податоци. Практично се работи за примарниот инпут во реалното и објективно согледување на миграцијските трендови и состојби. На почетокот сакам сосема кусо да забележам дека особено последниве години, како регион се соочуваме со сериозен предизвик, најпрвен од безбедносен, а потоа и од социјален и економски аспект. Во текот на 2015 и 2016 година минавме еден тежок период кој на проверка ги стави сите наши капацитети за справување со глобалните предизвици од ваков тип, при тоа соочувајќи не и со одредени слабости кои како држави мораме да ги елиминираме. При тоа, меѓу другото, констатиравме дека таквите состојби не можат ниту да бидат изолирани, ниту пак ограничени на одреден простор или држава, туку тие треба да се решаваат само со заеднички интегрален пристап, со вложување на потребните капацитети, но пред се со исклучителна, тесна и отворена меѓусебна соработа. Бројот на мигранти кои се обидуваат да минат низ земјите од регионот кон земјите од Европската Унија е далеко од бројките до 2015 и 2016 година, но заканата се уште проста. Згоре на сето тоа, иако и во минатото се случувале ненадејни, а масовни движења на лица предизвикани од вооружени конфликти, актуелната ситуација е поинаква. Далеко од конфликтните зони кон Европа пристигнуваат државјани не само од земјите од Блискиот и Среден Исток, туку и од Северна и Западна Африка од различни причини, со различни животни искуства и со различни потреби. И што е особено важно, лица кои од аспект на нормативните не ги исполнуваат условите за влез ниту во државите, ниту во земјите од Европската Унија, повторно, а во контекст на претходно кажаното, да се навратам на темата. Имено во тие и такви новостекнати услови, сите ние дојдовме до заклучокот дека меѓу другото од суштинско значење е постоењето на систем, концепт со кој што точно, валидно ќе се има увид во сите аспекти на миграцијското движење. И дека без благовремена размена на податоци и информации, без постојана комуникација во насока на систематизирање, проценка, апдейтирање на тие информации, не можеме да преферираме на максимална ефикасност во справувањето со миграција. Особено не од размерите што ги имавме пред 2 или 3 години. Свативме дека на една граница се заштитуваат и сите други граници, независно колку сме близко или далеку едни од други. Безбедносните импликации не може да се превенираат без хомоген систем од мерки и активности, без постојани средби и размена на идеи, искуства, експертиза или без квалитетни, навремени и исцрпни податоци. Мислам дека во годините зад нас извлековме квалитетни поуки и преку низата идеи и иницијативи направивме многу во насока на подигање на институционалните капацитети за успешно справување со миграција. Прашкиот процес има свој недвосмислен придонес, не само во контекст на мигрантската криза во 2015, туку и пошироко, како своевиден предвестник од нужноста за посилен меѓународен ангажман, за поинтензивна заедничка соработка и действување, за меѓуинституционална и меѓудржавна координираност и активност. Немам дилема дека и оваа работилница ќе понуди квалитетни, стручни и оперативни согледувања во делот на собирањето, анализата и споделувањето на миграцијските податоци. Сметам дека само заеднички имаме шанса да дојдеме до оптимални решенија, што ќе не направат сите нас поефикасни во справувањето со мигрантските кризи и сите нивни предизвици. Благодарам на вниманието.